Во својата поезија, Кочо Рацин ја преслика душата на македонецот и на македонската земја, беше речено денеска во Друштвото на писателите на Македонија. Со свечен собир се одбележа 100 годишнината од раѓањето на Рацин, основоположникот на современата македонска поезија. Поезијата на Рацин представува долга историска кристализација на земјата македонска, на нејзината песна, на нејзиниот јазик. Рацин е првиот македонски писател кој јасно го разбираше јазикот и на работникот и на интелектуалецот. Благодарение на неговото дело, тој стана поет, легенда за македонската литература и воопшто за македонската национална реалност. На собирот беше представена книгата Бели мугри, издание на Силсонс, објавена на сите словенски јазици. Во чест на јубилеот стихови на Рацин преведени на руски, белоруски, чешки, хрватски, украински, словачки, српски, бугарски и словенечки, читаа лектори и студенти од филолошкиот факултет Блаже Коневски. Извадоци од Бели мугри, легендарната стихозбирка првпат објавена во 1939-та, интерпретираше актерот Владимир Јачев, а на собирот присуствуваа многобројни почитувачи на делото на Кочо Рацин. Со воз од Скопје за Велес на необичен и оригинален начин стартуваше чествувањето на 100 годишнината од раѓањето на великанот на македонската литература Коста Солев Рацин. Филмскиот воз со изложба на фотографии од Рацин го отвори мултимедијалниот хепенинг со положување на цвеќе пред неговиот споменик, посета на неговата куќа во Велес и музичко-сценски ораториум со учество на македонски актери, почитувачи на неговото дело. Не само светските метрополи може да се похвалат со литературни великани, бидејќи и нашиот Рацин е водачка духовна и книжевна фигура, рече Јордан Плевнеш. Кочо Рацин е великанот на македонската книжевност и прв македонски автор објавен во плејадата на УНЕСКО. Неговото име сакаме да влезе во сите книжевни и духовни трезори на Европа и на светот. На одбележувањето присуствуваше и братот на поетот, кој се присети на заедничките моменти минати заедно. Многу има спомени од него. Многу ме сакаше мене. Играше со мене, што не прави со се. Академици, писатели, уметници, политичари се приклучија и беа дел од чествувањето со цел да се потенцира значењето на овој литературен бард за Македонија, македонскиот народ, култура и традиција. И навистина ми е драго што успеавме за денеска да се потсетиме на и да се навратиме на историјата, на културата и времето кога работеше и твореше Кочо Рацин. Манифестацијата е во организација на Европската филмска академија. На одбележувањето 100 години од раѓањето на големиот македонски поет Кочо Рацин меѓу академиците, мал број гости во полупразната сала на Македонската академија на науките и уметностите. Рацин го заборавија и луѓето од редовите на власта, иако поканети не дојдоа. Оддалечувањето и непочитувањето на Рацин е неодговорност пред сопствената историја, вели академик Гане Тодоровски. Дочекувајќи проклество на обезгробеник, па од тука и демонстрираната одбојност кон неговиот јубилеј на 100 годишник од страна на државно-политичкиот врв со кој став се фрла сенка врз подвигот на високо квалификуваниот македонец, став што некои послободни умови во нашиот културно-политички простор неодамна фигуративно го нарекува трета Рацинова ликвидација. Творештвото на момчето од сиромашното семејство на велешкиот грмчар Апостол Солев е во нераскинлива врска со македонскиот идентитет. Поетската стратегија на Рацин беше длабоко национална и социјална, но истовремено и длабоко универзална. Со поетската збирка Бели мугри Рацин го покрена духот на македонскиот народ во годините пред и за време на Втората светска војна. Малата збирка песни издадена во 1939-та се преобрази во знак на распознавање на македонскиот идентитет, рече академик Катица Ќулавкова.